6 нови жртви на COVID-19 за едно денонокие во Струмица. Пациенти позитивни на коронавирусот на возраст од 54, двајца на 71 годишна возраст, еден 72 годишен, еден 77 годишен и еден 85 годишен пациент ја загубија битката со болеста за само едно денонокие. Со нив, бројот на жртви на COVID-19 во Струмичко достигна 51. Не е мала бројката ниту на жртви на COVID-19 на ниво на Југоисток. Од почетокот на пандемијата до денеска починале вкупно 80 пациенти. Најголемиот дел од нив се починати во болнички услови. Овој проблем не е само тука, во Струмичката болница, овој проблем во исто како у клиниките и во сите други болници ширум државата. Овој проблем со кој што се соочува апсолутно секоја земја во регионот. Имаме средба со бугарскиот министар. Исто се мобилизирани здравствените работници и сите помагаат таму каде што се лекуваат пациентите заболени од ковид. Во овој момент се уште нема потреба да се намали интензитетот на работа и закажување преку системот Мој термин. Но ние сме спремни на тоа да сериозно се редуцира и другата работа и за тоа има план и во болницата 8 септември и во другите клиники, се со цел да уште поголем број на лекари дојдат и помогнат на своите колеги во третманот на пациентите заболени од ковид. Македонските здравствени власти посочуваат дека тоа што земјата е речиси на врвот по смртност во регионот се должи на искрениот пристап во евидентирање на секој што починал, а при тоа бил позитивен на коронавирусот. Матичните лекари сметаат дека таквата методологија, кога и некој што, например, починал од бубрежна болест, а бил при тоа и позитивен на COVID-19 е заведена како жртва на коронавирусот, создава голем страв и паника кај граѓаните. Во Струмица во моментов има активни 585 случаи, а во целиот југоисточен регион се 981 случаи на COVID-19. На ниво на држава, досега се регистрирани 1462 смртни случаи. Вкупниот број на активни случаи е 20.035.